Беровското комунално предпријатие ќе ги обештетува граѓаните кои уплаќале средства на име Солидарен фонд, а не ги користеле погребалните услуги. Ова одлука на управниот одбор на јавното предпријатие денеска беше усвоена од Советот на општина Берово. Значи 7.000 денари ќе бидат враќани на граѓаните кои уплатиле, а не искористиле погреб во минатиот период. И едно гробно место кое по проценките на комунално предпријатие кошта околу 9.000. Мнозинството на Советот ја намали и гробната такса од 110 денари на 70, но калкулациите на јавното предпријатие покажале дека реалната цена на чинење е 97 денари. Тој диспаритет од гробната такса од 27 денари не ќе може да ги покрива. Значи, на годишно ниво очигледно дека уште во статут се прави заглави во таа работа. Инаку седмицата почна тензично и заглави на ребалансот на буџетот. Браво ти да предлагам. Ние сте го понудили. Да, и искам тоа да биде или изгласан или не изгласан. Ценовете се оснакви. Не ве оценува. Това е законска. Не е законска. Ако не е законско, не е законско. Но за прв пат лутите ривали ги обедини финансиската криза на јавното предпријатие. Имаме веќе ребаланс во Домот на културата тука и во програмата таа за старачки докториста тоа се 480.000 во субвенции за комунално, а тие 30.000 стварно треба дело да се купи пожар, ќе се запали човеко, а според закон за 30.000 сме се понали сте пак не се. 300 и 180 и 480.000 да дадеме на субвенциониране комуналното и да завршиме тоа. Па едногласно се изгласа субвенционирање за тековното работење на предпријатието од 1.700.000 денари. Инаку долговите стари и нови на предпријатието се тешки 46 милиони денари. Работниците не зеле плата 3 месеци, а штрајкот кој се заговара подолго време е ставен во мирување.